7 часот 46 минути и отвараме првата тема на во студиото 3 на Македонската телевизија со соговорничка. На неполна недела пред почетокот на новата учебна година разговор на тема дуално образование, кое што најмногу ги засега учениците од средните стручни училишта. Во насока на стекнување секако на практично знаење, кое па ним им е неопходно. Инвестицијата во дуалното образование е инвестиција во реалниот сектор и можност компаниите да се вклучат во креирањето на потребниот кадар во една земја во контекст на економскиот развој. Учи паметно, работи стручно е проектот кој веќе извесно време го спроведува Министерството за образование во соработка со Стопанската комора на Македонија. Какви профили на работници во моментов им се потребни на компаниите? Расте ли бројот на истите кои што покажуваат желба да работат со учениците во контекст на стекнување на практично знаење и подготвени ли сме за дуално образование со почетокот на новата учебна година? Е тема на која што разговараме со Наташа Јаневска од Стопанската комора на Северна Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро до сите гледачи на утринска програма. Наташа, неколку пати сме зборувале на тема дуално образование и сето тоа со цел да се подобри квалитетот на практичната настава која што треба да ја добијат учениците од средните стручни училишта. Учи паметно, работи стручно, споменав уште во најавата, е проектот на кој што работите интензивно со Министерството за образование. Знаеме дека во моментов се подготвува за новата учебна година. Дали тоа значи дека и училиштата и компаниите се подготвуваат за истата? Така е, сите сме спремни за стартот на учебната година, иако ние како Стопанска комора сепак сме засегнати за она што се случува во образованието, затоа што дуалното образование, односно дуалниот модел на образование за нас представува една од најефикасните начини како да се стигне до стручен кадар кој што е потребен за стопанството. Покрај пристапот на воведувањето на практичната настава, односно практичната обука на реално работно место за учениците во компаниите, многу е важно дека преку дуалното образование се воспостави една синергија која што постои помеѓу образовните институции и компаниите од друга страна. Тоа значи дека сега веќе заеднички се подготвуваат наставни планови и програми, односно системски документи, како што се стандард на занимање и стандард на квалификација, каде што се преточени знаењата, вештините и компетенциите кои што треба да ги постигнат учениците во текот на образовниот процес и од друга страна тоа се преточува во образовните програми каде што се учат во училиштата и практичната обука која што се реализира во самите компании. Многу е значено тоа што интензивно овој период ние работевме на сертификација на менторите, тоа значи работиме на обука на ментори, лица вработени во компании кои што ќе ги примат учениците, ќе ги водат низ целиот работен процес додека се во компанија и верификација на компанијата, односно ги проверуваме условите согласно законските регулативи, дали можат да примат или дали се подготвени да примат ученици на практична обука. Тоа значи дали имаат доволно ресурси, опрема, материјали, заштитна опрема за учениците и така натаму. Колку компании во моментов се вклучени во процесот и расте ли интересот, се зголемува ли бројот на истите? Во моментов имаме околу нови, значи 200 компании, за разлика од пред неколку години каде што имавме само 11 компании, минатата година имавме околу 211 компании, сега имаме 200 до 250 компании, вкупно 500 компании кои што потпишаа меморандуми со стручните училишта, се подготвуваат, нели, извршија обуки на менторите и е многу значено што не станува збор само за големи компании, туку имаме мали и средни компании, па дури и оние занаечиски, дучани, фамилиарни, да кажам, занаети, веќе се свесни дека треба да обучат свој кадар според нивните, нели, специфички наработења. Изминатиот период излезе информација дека компаниите мака мачат со вработени, односно не можат да најдат квалификуван кадар за потребите на своето производство. Па во контекст на ова, кои струки се најпотребни во моментов? Што најнеопходно има како кадар на локалните работодавачи? Тој процес е веќе подолго време се чувствува како недостиг и една од пречките за раст и развој на компаниите и за планирање на идните своји вложувања. Морам да истакнам дека во различни региони имате различни потреби на квалификации во зависност од спецификите, односно од дејностите на компаниите. Како пример би дала во Вардарскиот регион претежно се бараат
потребата е поголема од заварувачи, обработувачи на метал, бравари и техничари за индустријско производство. Во источниот и југоисточниот регион ги барат претежно рударски техничари, оператори со машини за преработка на руда и обработка на метали. Во Скопскиот регион имате одржувачи на згради, фасадери, поставувачи на подови и плочки и водоинсталатери. Меѓутоа, имаме и квалификации кои што се бараат скоро во целата наша држава, во сите региони, како што се машински техничари, електричари, електромонтери, електромеханичари, прехранбени техничари, најпобарувани се месо и млекопреработувачите, месарите, касапите, недостаткот има и во угостителскиот сектор, кенлери, готвачи, пекари, нели со заминувањето на луѓето надвор од нашата држава, оператори на ЦНЦ машина, агротехничари и уште поголема е побарувачката на конфекционери и техничари за преработка на облека и на обувки. И колка ви се трошоците наспроти бенефитот од практичното знаење на учениците? Да, тоа можеме. И компаниите, генерално секогаш кога се ангажира некој работник, предпријатието прави калкулација колку трошоци би имало за работата на истиот, но предпоставувам дека бенефитот, односно другава страна е поголема. Зависи од перспективата на кој што ги гледаме работите. Доколку гледаме краткорочно, можеме да кажеме дека да, трошоците се многу поголеми за компаниите, затоа што тие мора да обезбедат ментор, да платат за обуката за ментори, да платат за верификација на самата компанија, односно треба да обезбедат услови за работа, работна опрема, обуки за безбедност и здравје при работа, недоместок, и така поголемиот дел од компаниите тоа го прават за ученичкиот труд на учениците кои што доаѓаат на практична обука, како и превоз и храна. Меѓутоа, ако гледаме долгорочно, тогаш компаниите навистина имаат придобивки. Зошто? Затоа што имаат обезбеден кадар, од друга страна ги подготвуваат според своите работни процеси, специфики нели на самата дејност на компанијата, не вложуваат дополнително во доквалификацијата на учениците од кога ќе ги вработат, зашто и тоа бара и време и финансиски средства, ги оспособуваа со стручни вештини, но и меките вештини, кои што се сега многу побарувани. Значи, 1/3 од компаниите бараат самите учесници, односно вработените, да имаат меки вештини. Тоа значи дека треба да имаат корпоративна одговорност, да знаат тимски да работат, да бидат посветени, да бидат одговорни кон компанијата, да знаат да донесуваат решенија. Сето тоа го работаат преку оној менторски пристап, каде што кога учениците одат на практична обука. И средните стручни училишта се иднината на занеитите, но што велат податоците од терен? Расте ли бројот на ученици, на млади луѓе кои што ги сакаат занеитите и се запишуваат во средно стручно? Ако направиме споредба со изминативе години, расте ли бројката? Ако порано стручното образование го сметавме дека е стигма и каде што ученици се запишуваат само кои што имаат послаби резултати или кои што не сакаат да продолжат понатаму во високото образование, денес станува атрактивно затоа што се прават разни видови на кампањи, затоа што ги подготвуваме наставниците како треба да работат со учениците и менторите како треба да работат со учениците во практичната обука која се случува на реално работно место. Еве, ние сега летово, од едните од тие подготовки, имавме една работилница каде што советниците од Центарот за стручно образование и обука на едно место ги собра и наставниците по практична обука, координаторите за учење преку работа и менторите од компании, каде што ги обучува и ги подготвува како да ја подготват програмата за практична обука во компаниите, која треба да биде согласно образовната програма која што ќе учи ученикот за стекнување на определена квалификација. Тука морам да напоменам дека беше презентиран од страна на Стопанската комора и новата алатка, тоа е портал Пракса, каде што учениците, родителите, наставниците и координаторите можат да се запознаат со сите оние активности и информации кои што се случуваат во делот на дуалното образование и стручното образование воопшто. Таму се регистрирани сите ментори, сите верификувани компании. Тоа беше една платформа која што се наоѓа во Стопанската комора и ја одржува Стопанската комора, но беше поддржана со финансиски средства од проектот Образование за вработување
поддржан, односно финансиран од швајцарската амбасада. Оно што особено сакаат да го знаат и родителите, но и младите кои што се запишуваат во одреден тип на образование, колку тоа им нуди иднина. Во смисла на постојана работа, на постојана плата, можност за академска наобразба. Како стоиме тука со средното стручно образование, колку тоа нуди можности? Само да се надоврзам на претходното прашање, би сакала да кажам дека оваа учебна година беа запишани, значи 2021-2022, ученици каде што имавме 6% раст на запишани ученици во техничкото образование, без да ги ставиме тука економската и медицинската струка, зашто секогаш биле атрактивни. Може би бројката изгледа мала, но во големата слика која гледаме, тоа значи дека имаме зголемување на процентот и се надевам дека оваа учебна година сега се финализираат сите податоци, че имаме поголем број на запишани ученици. Зошто што нуди дуалното образование? Како што кажав, тоа е најефективен начин каде што може да се стекнат стручни вештини. Од друга страна, можете по завршување директно да се вработите, затоа што компаниите кои што ќе ги препознаат солидните ученици можат веднаш да ги вработат, им се дава солидна плата, нели како прво вработување, и што е најважно, не представува пречка за да можете вие да продолжите на факултетите. Значи, со завршување на дуалното образование, ние имаме согласно хоризонталната и вертикална проводност на националната рамка на квалификации при стекнување на квалификации, можат да се вклучат и во високото образование и да се стекнат со високообразовни квалификации. Споминавте трошоците за обука на учениците, за компаниите се големи, но бенефитот е тоа дека може да се создадат работник по мерка, кој потоа и ќе го вработат. И што велат тука податоците? Голем ли е бројот на компаниите кои што ги задржуваат практикантите подоцна да работат кај нив? Па, според статистичките податоци, односно анализи кои што се подготвуваат и ние како комора секогаш ги подготвуваме, во минатот имавме 47% на компании кои што се заинтересирани, кои што примаат ученици на пракса. Меѓутоа, бројката е зголемена, сега имаме 90% кои што се заинтересирани, но од нив имаме 20% кои што ги вработиле учениците по завршувањето. Ете таков добар процент. Да, добар класичен пример ви е Евана, кој што според оној проект 20-20-20, каде што по завршувањето на првата генерација скоро 80, односно 90% од учениците беа вработени, останатите изразиле желба да одат во високо образование. Тоа се случи со Дрекслер Мајер, Костал, значи имаме многу позитивни примери каде што се земаат веднаш по нивното завршување учениците. Комората оваа година прослави 100 години од своето делување и низ низа активности и проекти градите своевиден мост помеѓу образованието и бизнисот. Учи паметно работи стручно е само еден мал сегмент од она на што вие работите. Какви се други активности реализирате во контекст на поврзувањето на образованието и бизнисот? Комората во 100-годишното делување нели на и постоење од секогаш била фокусирана на подготовка на стручен кадар за потребите на стопанството. Во почетоците уште значи подготвувале обуки и испити за самите лица кои што сакале да стекнат определени занаети. Подоцна незината улога се повеќе станува подоминантна, па се прават поврзување помеѓу компаниите и помеѓу стручните училишта. Ние веќе знаејќи го проблемот со недостаток на стручен кадар, од 2007 година го заговаравме дуалниот модел на образование како најефикасен и за среќа еве денеска се случи тоа што се случи и го имаме тој модел. Понатаму многу е важно што ние работиме нели на изработка на системски документи како што се упатства, сите оние подзаконски акти, даваме мислења, сугестии за измени на закони. Работиме во делот на формалното образование со тоа што нели ги принудуваме, односно им наложуваме и ги подготвуваме компаниите како да се вклучат во дуалното образование. Тука многу помогна и кампањата која што беше нели од страна на Стопанската комора, Министерството за образование, но сепак морам да кажам дека беше финансиски поддржана од страна на проектот Образование за вработување од страна на швајцарската амбасада.
Покрај формалното образование, ние подготвуваме и анализи за предвидувањата на компаниите за кадар, вршиме работилници, обуки преку Центарот за едукација, обуки за унапредување на знаењата на вработените во компаниите и на раководниот кадар, бидејќи без унапредување на знаењето немате раст и развој на компаниите. Врз основа на тие анализи ние подготвуваме програми за обуки за потребните квалификации и ги нудиме на компаниите и вршиме преквалификација и доквалификација согласно тие програми во соработка со компаниите. Значи, теоретскиот дел се врши во Стопанската комора, практичниот во компанијата каде што се потребни нови вработувања. За крај на разговорот, одливот на кадри е реален проблем и против тоа треба сериозна стратегија и промени. Како државата и компаниите може да го спречат овој процес во иднина? Треба долгорочно да се работи на овој процес, овој не е од денес, туку постои од вчера и од многу поодамна, можеби тогаш требало да се направи стратегија. Значи, компаниите мора да ги отворат вратите за прием на ученици, за прием на студенти, каде што ќе ги подготват и веднаш да можат да ги вработат како што се прави тоа сега. Можеби тука и самиот пристап во работните процеси, мерит системот, вреднувањето на сите оние квалификации, компетенции кои што ги има, така и да се наградуваат, затоа што мислам дека тоа најмногу ги боли младите кога вие гледате дека некој кој што нема стручни вештини или нема компетенции, не може да се да напредува некој кој што има некоја, да не кажам, роднинска или некоја друга позадина. Платата исто така е важна, меѓутоа и мислам дека треба повеќе да се работи на правниот систем, законската регулатива, за сите ние, здравствениот систем, за да ние сите кои што остануваме тука, односно продолжиме да живееме во оваа наша држава, треба да се чувствуваме сигурни и безбедни. Наташа, благодарам за денешното гостување во Македонија на утро. Чекаме да почне училишната година, па веќе следното ќе го договориме и со представник од бизнис секторот и со некои ученици од средните стручни училишта, па да видиме како се во ова функционира во пракса. Благодарам. Благодарам на поканата.